Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Еве веќе почнува и петиот месец од истрагата за случајот Рекет, а дури сега почнаа да се викаат споредните соработници на Боки 13, а не нарачателите. Петиот месец тече, а се уште Вилма Русковска ги штити инволвираните политичари од власта и не ги повикува на распит да дадат исказ. Кога и дали планира Вилма Русковска да ги повика на распит Зоран Заев, Кики, Фрики, Шеки и сите останати од меѓународниот сојуз? Каде е торбата со пари која што беше земена од страна на Боки 13? Вилма Русковска нема намера да го расчисти случајот Рекет. Вилма Русковска и Љубомир Јовевски се ставаат во заштита на криминалот и корупцијата која прави власта изминативе 2 години. Нема човек кој не е свесен дека Бојан Тринаевски и Катица Јанева не можеле и немале можност самите да рекетираат и да уценуваат бизнисмени и политичари. Нема човек кој не е свесен дека целиот државен врв е вмешан во случајот Рекет, а Вилма Русковска и обвинителството на Љубомир Јовевски сакаат да ги заштитат и да го забошатат целиот случај на милионско рекетирање за кој што сме сведоци во моментов. Катица Јанева и Зоран Заев се едно исто во случајот Рекет, а Боки 13 е избран како извршител на рекетирањето, човек во кој никој не би требало да се посомнева дека ја зема торбата со пари и ја носи на одредено место. Го повикуваме обвинителството да не ја кочи истрагата, туку веднаш да ги повика сите на распит и да додели притвори за да нема влијание врз сведоците и бришење на доказите како што беше случај изминативе 4 месеци. Секој поминат ден е само поголем доказ и поголема потврда дека сакаат да бидат да ги скријат и да ги заштитат криминалците од власта на СДСМ и од СЈО. Почитувани господа од власта, ви дојде крајот. Од овој скандал нема назад. Потребни се предвремени парламентарни избори на кои Зоран Заев и рекетарско-криминалната банда ќе отидат во историјата, а веднаш потоа ќе отпочне обнова на Македонија. Благодарам.